за состојбата затекната во општина Кочани, заради тоа што во еден сплет на околности не можев со физичко присуство да ја извршувам својата функција. Бев одсутен 20 на дена. Професионалците, луѓето, раководителите на секторот во општина Кочани посветено, ангажирано и многу совесно ги извршуваа своите обврски и во периодот кога бев одсутен со делегирани надлежности од моја страна. Затоа во оваа прилика ја користам можноста да им се заблагодарам и да им честитам за посветеноста. Кога влегов во општината и ветив дека заедно ќе ја водиме општина Кочани. И во суштина во овие 365 дена го правиме тоа. За предизвиците со кои се затековме кога ја презедовме власта и да ја извршуваме обврската, да ја водиме и менаџираме општина Кочани, беа затечени 10 судски предмети во кои општина Кочани беше улога на тужител. 12 судски предмети во улога на тужена. Од еден од тие 12 имаше сериозни финансиски импликации по буџетот на општина Кочани во износ за основен долг од околу 4 милиони денари и пресметани камати и адвокатски трошоци од околу 1 милион денари. Оваа постапка, овој процес го водиме и од страна на противникот во оваа тужба со разбирање ги подмируваме долгот на рати. Во делот на затечената состојба сакам да потенцирам дека Советот на општина Кочани беше првиот кој реагираше на состојбите во делот на енергетската криза и на својата втора седница донесе заклучок да побараме помош од државата во делот на подмирувањето на трошоците за електрична енергија, заради тоа што имавме најава за раскинување на актуелните договори со економските оператори. Одговорот од другата страна беше дека две министерства не се надлежни, а третото не советуваше да спроведеме постапка за јавна набавка. Значи, во процес во кој е прекината постоечката јавна набавка, односно постоечкиот договор на штета на економскиот оператор со наплата на пеналите, не советува да влеземе во јавна набавка и се враќаме на снабдување со електрична енергија во крајен случај со многу високи сметки само за првите 2 месеци. Заради тоа бевме принудени да правиме 2 пати ребаланс на буџетот, 3 пати да спроведуваме јавна набавка за избор на економски оператор кој ќе не снабдува со електрична енергија, од кои 2 неуспешни. И уште во контекст на овие случувања доживеавме уште еден поголем шок во делот на високите сметки во комуналното јавно предпријатие, кои само за 3 месеци изнесуваа околу 800.000 евра. И тука морам да ги пофалам менеджментот на комуналното јавно предпријатие кој постигна договор на разбирање од економскиот оператор да може да го плаќа долгот на рати, кој ќе предизвика сериозни последици долгорочни по работењето, затоа што сметките во тој период беа околу 300.000 евра, а комуналното предпријатие фактурира околу 200.000 евра. Ова се едни од работите кои го детерминира нашето работење во ова измината година. Најнапред сакам да споделам една информација заради интензитетот и начинот на работа кој го наметнавме и го практикуваме. Општина Кочани по коефициентот на транспарентност е на првото место во источниот регион и на 6-то место во државата, што не става во редот на најтранспарентните и отворени општини и зборува за начинот кој го практикуваме во оваа измината година дена на работа. По делот на реализираните проекти, најнапред водејќи се од чувството за прифаќање на континуитет и одговорност во реализација на проекти кои ги имаме затечени, пристапивме кон продолжување на реализацијата на реконструкцијата на градскиот парк во вредност од 43 милиони денари, изградба на булеварот Стево Теодосиевски во вредност од 10 милиони и 500 илјади денари, изградба на улици и патишта
со подпорни зидови, тротоари и осветлување во вредност од околу 40 на милиони денари. Во делот на комуналната инфраструктура го реконструиравме главниот потисен цевковод во должина од 2200 метри со вредност од околу 44 милиони денари. И во делот на комуналната инфраструктура работиме на изградба на нова препумна станица за точките каде што во периодот кога има интензивна потрошувачка на вода им овозможуваме континуитет во водоснабдувањето. Во делот на комуналиите морам да го потенцирам и моментот на изградбата на фекална и атмосферска канализација во вредност од околу 77 милиони денари во должина од 5,5 километри, со тоа што го закружуваме процесот на приклучување на сите населени места кон пречистителната станица за пречистување на отпадните води, која е започната некаде, како што спомнавте, во периодот кога имав можност да раководам со комуналното јавно предпријатие, беше пуштена во употреба 2018-19 година и тоа е една успешна приказна во делот на енергетската ефикасност. Таму 70% од енергијата се произведува на самото место преку фотоволтаична централа и преку производство на електрична енергија од метанот како нус производ во третманот на отпадните води. Сакам да ја истакнам заложбата на општина Кочани во делот на субвенционирањето на енергетски ефикасни тела за загревање. Тука пред се мислам на клима инвертер уредите, печките на пелети. Ги субвенциониравме велосипедите како превозни средства кон граѓаните, доделивме во делот на спортот и културата, доделивме согласно програмите за спорт и култура, доделивме средства за одржување на манифестации од локален и од регионален и од државен карактер, како што е драмскиот аматерски фестивал, кој следната година ја бележи јубилејната 60-та година. Деновите на Кочанскиот Орис, да ја промовираме културата, традицијата и трудот на земјоделците од територијата на општина Кочани во делот на практикувањето и стопанисувањето со оваа култура која има многу допринесено во развојот на општина Кочани во изминатите периоди. Уште еден момент сакам да споделам во делот на, заради тоа што општина Кочани беше на удар на пожари во изминатиот период, обезбедивме 2 противпожарни возила за брзи интервенции и за пристап до места кои се тешко достапни. Тоа ни вредноста е околу 5 милиони денари, ни овозможува оперативно, тактичко, територијалната противпожарна единица многу брзо и ефикасно да делува на таквите терени. Во делот на социјалата, преку проектот Нега и помош на стара лица во домот, дадовме значителен придонес во подобрувањето на вработеноста на еден дел од населението со стекнување на сертификати од 14 лица кои ја дават ваквата вид на помош, а од друга страна на социјално загрозените категории им овозможуваме да уживаат нега на самото место каде што живеат. Што ќе работиме, сакам да споделам во интерес на времето понатаму. Конкретно работиме во овој период на донесување на 3 урбанистички планови. Едниот е за централното градско подручје, при што сакаме да го смениме ликот на изгледот на централното градско подручје. Вториот урбанистички план е за градска четврт, каде средствата кои во изминатиот период не успеа да бидат искористени за изградба на објекти за социјално ранливите категории, со донесувањето на урбанистичкиот план на градска четврт број 5 ќе успееме во наредниот период да ги изградиме објектите во кои ќе бидат сместени луѓето од социјално ранливите категории. Преку една од работите кои ги ветивме, дигитализацијата на работата на општина Кочани, беше спомната алатката М заедница во претходната панел дискусија.
Општина Кочани ја практикува интензивно и овозможуваме интерактивна комуникација со граѓаните и ќе пристапиме преку Источно-планскиот регион заедно со сите колеги кон реализација на 6 модули за дигитализација на работата на општинската администрација. И само уште неколку работи сакам да кажам во делот на проектите кои ги подготвуваме. Тоа е проектот за изградба на Јужниот булевар, за изработен таквиот проект. Ќе пристапиме кон обезбедување на потребните средства и да овозможиме брза влезно-излезна сообраќајна врска на градот Кочани со заобиколницата околу градот Кочани. И морам во меѓународната соработка да го потенцирам проектот добиен од Амбасадорскиот фонд за културна презервација на Соединетите Американски држави за реконструкција и реставрација на еден од монументалните споменици на културата, споменикот на слободата, кој се наоѓа на локалитетот Лукубија во општина Кочани во висина од $254,000. Ќе имаме можност во следната година, согласно договорот потпишан со Американската амбасада, да го реализираме и овој проект. Тука би застанал и би оставил простор да за сите овие искажани работи да бидеме на нишанот на граѓаните, критикувани, поддржувани и оценувани за нашата работа.